Добро дојдовте назад. Како што веќе ви најавивме, имаме гостување од граѓанската иницијатива "Не биде ѓубре". Во студиото на ТВ Алфа ни е Јасмина Симоновиќ. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Да. Се прашувавме, го поставивме прашањето ева вака, затоа што постојано сме сведоци дека имате еко акции од група на луѓе. Така не е тоа приказна, тоа е реалност, да. Една група на луѓе се собра и рекоа ајде нешто луѓе да направиме за себе, а штом правиме нешто за себе, правиме и за околината, а и во целата животна средина, така? Да бидеме совесни граѓани пред се, да. Го поставивме вака прашањето, зошто екоактивистите треба да ги притискаат институциите да си ја вршат својата работа која не си ја вршат практично, затоа што, како што и пред малку кажавме и со колегата Андреја Василевски, дека ние вака ги сваќаме овие екоздруженија и ви благодариме што постоите. Најпрвен, за првата причина е да подигнете свесноста кај граѓаните, да ви се приклучат за сето она што ние како граѓани на ова земја би требало да се грижиме за својата животна околина, да не фрламе отпадоци, да се грижиме за своето опкружување, така да не биде чисто. А втората е дека ги подсетувате институциите за својата неажурност и би рекла дека ја заметувате, односно, метли носите и ја заметувате нивната неодговорност. Затоа ли постоите? Да. Постоиме баш заради тоа, да ги поттикнеме граѓаните, затоа што состојбата на терен е навистина очајна, загрижувачка. Скопје ми се чини никогаш, не само Скопје, мислам дека и цела Македонија никогаш не била повалкана. Токму таа е нашата цел, значи да ги поттикнеме граѓаните и да ги потсетиме институциите да си ја вршат работата за која се тие назначени и платени. Да, како се собравте? Ајде да започнеме. Како си рековте, ајде сите заедно да не бидеме и ние ѓубре, нели? Ако сите фрламе ѓубре на секаде и ние ќе станеме едно голем, мислам, лошо звучи, но така е. Ако сите не се грижиме за својата животна околина, ако се затрупува ѓубре на секаде на нашата убава ни Македонија, веќе ќе станеме и ние дел од тоа ѓубре. Ние сме веќе дел од тоа. Да. Само тоа да кажам. Добро, не сакам да бидам толку... Еве, јас ќе ви кажам, бидејќи ние реално се соочуваме на терен со тоа. Како се собравме? На иницијатива на актерката Ирена Ристич, значи, се собравме на група на луѓе. Мислевме дека тоа ќе трае, па не знам, можеби месец, два, три, така, нели, па така, кратко. Меѓутоа, ние еве, без малку повеќе од година и пол траеме. Чистиме секоја недела, значи, константна група бевме или сме се уште, да кажеме, од некои си 12-15 луѓе, ни се придружуваат секако и тоа не радува, да. Профили на луѓе, така, различни професии. Сосем различни профили, професии, доаѓаат, например, пројавуваат иницијатива, дали ракометни школи, еве, бидејќи имавме со нив една таква акција, ќе кажам, дали некоја институција, фирма и така, така да не се придружуваат. Меѓутоа морам да кажам малку, ја контактираат на Facebook или на Facebook, да, така се организираме. Телефонски броеви може имате, не знам. Имаме и телефонски броеви, значи имаме претежно со Ирена, значи контактираат, меѓутоа тука сум и јас, тука се и некои други. Ние пред секоја акција, значи, обично акциите се во недела, меѓутоа знаеме да направиме некоја адхок акција, значи во текот на неделата. Некаде во петок, например, се објавува акцијата, во недела, нашето зборно место е секогаш таму кај што ни се алатките, ние не заметуваме. Да, имаме и постојани членови. Да, ние сме некој јадро, сега сме толку, да. И ме радува фактот што ни се придружуваат, меѓутоа морам да ви кажам дека од друга страна сум и разочарана, нашата група има, например, некаде околу, да не се излажам сега, околу 6000 луѓе брои.
Па барем 5% од таа група да ни се придружуваат би било многу добро. На групата, мислите? На членови на групата имаме, така, кои постираат слики, нели, како ќе најдат, се тоа на горе. Facebook? На Facebook, да. Нашата група на Facebook не на биде добре. Позади статура, секој е најсилен, најгласен. Так. Кога треба во моментот на терен да биде. Да, треба да делуваме, и јас, знаете, имам една мислам една порака. Да, сите ние мислиме глобално, меѓутоа многу од нас делуваат локално. Значи, сепак треба локално да делуваме, односно секој да си го исчисти својот двор пред се, па својата месна заедница или општина и така. Апсолутно се согласувам со ова и јас постојано ова го велам, дека секој ако си го чисти својот двор и си го гледа првенствено својот двор или своето место или своето катче, како да, својот свет. Так. Да, ако му е чисто, ќе му биде и чиста душата и чисто срце и чисти мисли. И ќе биде некако совеста и подигната и тој човек ќе се грижи и штом се грижи за сопственото, ќе се грижи за точно така. За сите останати. Многу е мал бројот ова сега пред да влизам нели во студиото, рековте дали мораме да си го чуваме ѓубрето во џеповите. Мал број од нас го прават тоа и го чуваат. Да, па направивме Сам најлесно е нели да се фрли. Така ние се јас конкретно на пример Ирена најексплицитно го прави тоа, меѓутоа и јас знам да опоменам ако некој фрли догорче од автомобилот, нели? Убаво да, гледам нов автомобил и кога ќе му кажете, знаете, па не треба да го фрлите ова и сега автомобилот ќе ви биде чист, ама ова утре ќе го дишат вашите деца и нели наидувате на одговори кои си ти да ми кажеш или Мислам, во секој случај, свеста ни е на многу ниско ниво. Знаете зашто го поставивме тоа прашање? Затоа што за подигнувањето на свеста, сите сакаме, и ние како ТВ Алфа сакаме да се вклучиме како притисок до сите институции што не се вршат на вистина. Не сите, но има примери каде што би требало да се запрашаат дека и тие се граѓани на оваа земја и дека треба да, каде што се поставени всушност, дека треба да се ја вршат својата работа, која не се ја вршат, па ние сме тука да ги подсетуваме. И ја отворивме таа тема за сите, колку и да сакаш да бидеш свесен, можеби со висока свест, но би рекла дека тие што имаат висока свест ќе го чуваат ѓубрето по џебови, во кесичка, точно така на првата, да, се согласувам дека нема канти. Така, да. Во моментот нема канти и знам дека треба да го одложено да го фрлам ѓубрето, така, на неодредено време до првата канта за отпадъци или првиот контейнер. Токму затоа што постојано сме и самите ние свидоци, примерите се следни. Одиме на излет, неколку излетнички места се низ Скопје, нема корпи за отпадоци. Или ако има, се полни со дупки. Да, и мислиш, тоа бија тие нефункционални, што мислам дека сега овие што ги поставија се, да кажам, подобри канти, инаку оние со дупки, за жал, фрлаш ѓубрето, нели? Да. Кружи, баш така. Да, кажавте дека имате постојани, погласни се на Facebook отколку на терен. Да. Што исто така не би требало да е така. Не би требало, точно. Но добро, еве, можеби од гледачите на Добро утро секој утро на ТВ Алфа, може ќе ви се приклучат од денеска па натаму. Еве, јас ги повикувам. Ние, значи, после она голема акција што беше со државната администрација која ја правевме. Да, сакам да ве прашам, вие ве повика да ми се придружите? Да, тоа или беше... како беше... Да, значи тоа беше заеднички некој договор, нели тие изразија желба, ете таа. Тоа беше пред меѓународниот ден за волонтеризмот. Да. Така, значи, и да, навистина јас бев импресиите после тоа, значи не можевме, импресиите во поглед на тоа колку ѓубре се собра. Замислете таква акција да се организира еднаш во месецот. Да, затоа се прашавме зашто еднаш им Зашто еднаш? Зашто еднаш? Каде беа до сега администрацијата да се приклучи на точно така, не само администрацијата, значи збориме воопшто, еве, значи јас велам медиумите се тие кои навистина треба постојано да зборуваат, затоа што гледката е многу грда. И еве сега во пресрет после таа акција ние решивме дека
ќе ги оставим дека ќе направиме една мала пауза се до изборите, ни дека ние не правиме, односно секој си се организира, си правиме самостојни акции, значи еве сега студентите на пример најавуваат, чинам дека на 6 март ќе биде акцијата, ако не се лажам, мислам дека е поместена заради тоа на УКИМ. Добро. Тука мислам дека нашиот активист Стефан Димитровски игра голема улога, тој ги поттикна веројатно и еве тие ќе прават акција, секако ние ќе им се придружиме. Ние сме значи отворени секаде каде што ќе не повикаат, одиме. Каков е начинот? Од институции ви се јавуваат или само иницијативно? Знам дека секоја недела, да. Само иницијативно, да. Меѓутоа, на пример, ни се јавуваат и граѓани. Да кажеме од натрешноста на Македонија. Еве овие слики баш сега што одат во моментов, значи тоа е една акција. Бевме на покана на градоначалникот на општина Валандово и општина Дојран. И тоа беа навистина многу добри акции. Значи, морам да кажам дека Дојран беше прилично чист, меѓутоа околу езерото имаше значи некои приколки кои беа напуштени, кои секако ние ги демолиравме и ги расчистивме, така, тоа е кабаст отпад. Така да одиме на повик и на граѓани и во внатрешноста, не само во Скопје, значи одиме во внатрешноста, сме биле на неколку места, па не знам, Патарината, Тетово, сме ја чистеле, тоа беше само иницијативно, значи. И првенствено нашата идеја... Да, понекогаш одите и надвор од Скопје, но... Да, одиме надвор од Скопје, меѓутоа е обично тоа на повик од граѓани или еве, како во случајот со Дојран и Валандово, градоначалниците. На каков прием сте од граѓаните? Како ве прифаќаат? Како реагираат? Ви се приклучуваат ли? Може би во моментот на екоакцијата некој граѓанин сте доволно сте го инспирирале да ви се приклучи во екоакцијата? Да, ми се придружуваат. Имаме, например, една господја која е французинка, таа редовно сега има здравствени проблеми и е доста повозрасна, па можам да кажам дека има некои си 70, помеѓу 75 и 80 години, таа редовно доаѓаше на нашите акции. Ни дава поддршка, понекогаш донација и така, мислам, ни се придружуваат, да. Меѓутоа, сепак е тоа многу малку. Знаете, најлесно е од страна, браво деца, браво деца. Да, тоа е најлесно. Супер, како ви текна. Така е најлесно да се би било добро да ширите една, нели сега во најактуелна зараза, ама само во наводници, вие добра зараза ширите дека... Точно, да. Ние станавме заразни, да. Да, дека треба навистина да се минува свеста и кај јавноста. Да. И кај... Мислам дека главниот проблем, не знам, може би се согласувате со мене, дека е всушност ета тоа, како што кажавме, не ажурноста и не одговорноста или не докрај завршените работи, што всушност институциите треба да ни ги постават тие норми пред се, правила на однесување. Да, зошто да не? Може и тоа да се направи. Секаде во светот тоа функционира. Секако. Нели, казни на ако кодексот на однесување, па нели не така, вака, значи ја ќе да ви кажам кога сонувам, најчесто сонувам како ги казнувам. Ги граѓаните, да, во сон ги казнувам граѓаните, тоа многу често ми се случува. Казните треба, верувате ми, да бидат драстично високи. Затоа што, верувате, нема да се освести народот. Народот нема да се освести. Мислите дека казните треба да бидат драстично. Еве народот настрана. Мислите ли дека доволно се ја вршат функцијата каде што се? Затоа што ако во една изјава и самата Ирена Ристиш, само момент да го најдам незиното, вели вака: а замислете да добиеме градоначалници честни и со визија, кои за градовите ќе се грижат како за своји деца, луѓе кои ќе ги раззеленат градовите, кои подурбано не подразбираат згради и кои ќе пресудат на урбаната мафија, конечно луѓе свесни за својата позиција и одговорноста која таа ни ја носи. Мислите ли дека градоначалникот во моментов ја има таа одговорност? Градоначалникот секако дека има таа одговорност, меѓутоа колку одговорност ја врши функцијата, за тоа е, знаете како, јас во моментов можам да посочам само еден градоначалник, односно двајца, кои можам да кажам... Градоначалникот на град Скопје, да бидам покупка. Да, ве разбрав. Па, видете, самата слика ви кажува дали сликата на градот ни кажува дали неговата
задача се врши. Значи не, се обидуваат еве сега некои депонии се расчистуваат, ќе видиме колку тоа ќе трае. Значи ние имаме локации на пример каде што сме ги чистеле по 3 до 4 пати и повторно се создава ѓубре. Да. Меѓутоа има примери за добри градоначалници, сега да не бидеме нели така, нели да не се лоцираме само на Скопје, значи има пример, еве јас. Не, затоа што садиштето е во Скопје, па така, пред еден месец, да, бе по Кавадарци, навистина градче за пример. Секоја чест на градоначалникот. На пример, градоначалникот на Куманово редовно се придружува затоа што придружува на акциите, нели Кумановската група е исто така многу силна да кажеме. Па и во Битола групата на Класнето. Значи морам да кажам дека да, има речиси во сите градови, да, ова што велите станавме заразни, да, ги заразивме. И јас се радувам на пример кога ќе ме сретнат и кога ќе ми кажат, знаете што, од кога почнавте со акциите, јас веќе не фрлам пикавци, нели сега, и за тоа не критикуваат сега зошто велиме пикавци, меѓутоа пикавците, верувајте ми, јас еве вчера кај стариот трговски капиштец во Скопје, капиштец важи за една нели урбана населба. Меѓутоа, јас изненадив на еден мал простор паркингчето што е према влезот за во трговскиот центар Беверли Хилс. Значи тоа е ужас од догорчиња. Ја не знам од каде, и утро кога доаѓав наваму баш се прашував како тие стигнале таму. Или оние од комунална хигиена, значи од паркингот ги метат во тревата. Или најчесто на паркинзите се случува, значи кога ќе се паркираат најлесно им е тука да си ја истресат пепелјарата од кола. Да. Меѓутоа имаше и конкретно ѓубре, тоа. Да, наместо сите ние, нели како граѓани, како постојано велиме, ние загадано аерозагадување, мислам дека нема вести, нема медиум каде што не се отвара, нема портал каде што главна тема е меѓу останатото и аерозагадување. И никако ние да си впериме прст на чело и да речеме па чекайте луѓе, што правиме, да не бидеме ѓубре на вистина и да се вклучиме самите ние во нешто од некаде да започнеме, а каде ако не од самите себе си, нели? И имаме проблем, па колку и да сакаш па да се вклучиш и да бидеш совесен, рециклирање, нели? А тоа е веќе далеку сме ние. Селекција, рециклирање, па да. Дајте да се научиме прво да го фрламе отпадот таму каде што му е местото. А после тоа ќе самите нели пред да влизам исто така спомнавте дипломатите или амбасадори се вклучуваат. Што сакаат да ни кажат со тоа? Што сакаат да ни порачаат всушност тие? Вакви во Европа не сакаат. Да. Постојано сме сведоци дека и некои паркови што едве сме дочекале да ги изградат и после многу краток период се уништува. Зошто? Не знам каде живееме ние. Навистина ли некогаш се прашувам, па добро, до толку ли сме? Па очигледно до толку сме. Нема потреба, тоа е направено за нас, за наше добро, така за нешто што ќе ни го забавува градот. Точно така, апсолутно. И ретко можам да најдам, можам да го посочам, например, паркот е убав и речи си секогаш чист спроти Верот Афталиџе, како му доаѓа тоа со улиците, баш не сум... Добро, меѓутоа тој Капиштец, да. Капиштец према Карпуш, тоа паркче например секогаш средено чисто, тревата е зелена, инаку гледачката пред малку што се јави, значи да, тоа е Скопје. Јас доаѓам од општина Кисела вода. Добро. Мојата месна заедница никогаш не била повалкана, живеам во Црнече. Никогаш не била повалкана. Се прави обид, еве сега например имаме некоја вработена во местната заедница и гледам дека таа прави обид, се труди, меѓутоа немаат средства, немаат ракавици, немаат метли. Ме разбирате? Некои основни средства за работа. Немаат средства за работа. Еве јас реков дека ќе им донирам сега. Бидејќи навистина да се радувам кога ќе видам дека се чисти населбата. А некои ви се приклучили, еве сакам да донирам метли, сакам да донирам кеси, постојано. Имаме такви донации. Добро, затоа што знам дека само иницијативни се самофинансираат. На тој принцип работиме, се самофинансираме и работиме на принцип на донации, да. И да, имаме, значи метли, не знам, од Америка ни се јавува некоја господја, ни вели ќе одите и таму ќе си ги подигнете или ќе ви ги донесат, не знам, 50 метли. Кеси, има тука и фирми кои ни донираат, значи
поединци како граѓани, се ќе случило рече ли- не можам јас да доаѓам на акција, меѓутоа еве ќе донирам, да. Се случило, освен денот, администрацијата кога излезе, и сите се прашувавме каде бевте до сега, да ја ги изчистите низ градот. Се случило ли, освен што кажавте позитивни примери во Валандово, ми се чини, да дојде градоначалникот исто, ама не еден ден, значи постојано некако да се грижи за... Во Дојран градоначалникот и во Дојран и во Валандово, да. Чисте заедно со нас, морам да кажам, дури и директорот во Дојран беше тоа, градоначалникот заедно, дури и на сликата сме тука, што кружи заедно со него, како ја демолираме таа, па вадеа чамец од езерото исто така, се приклучуваат градоначалниците, во овие два града можам да зборам. Да. Мислите ли дека веќе е подигната свеста? Има некаков ефект во граѓаните? Не можам да кажам дека нема. Толку Има многу ефект. што Има мислевте, ефект. планиравте. Па не. Всушност, иницијативата ви беше, кажавме, нели, да ја подигнете свеста Да, на да ја подигнеме граѓаните свеста. и да ја заметате неодговорноста на институциите. На институциите, точно така. Да кажете, луѓе, нешто не правите како што треба. Ние не само што ја заметовме, туку конкретно почнавме, нели, сега веќе имаме сериозен алат со кој работиме. Значи почнавме, не знам, со една-две метли, сега веќе имаме конкретно алатки. Да, и многу се радуваме, например, не знам, некој се радува можеби на други работи, меѓутоа ние се радуваме, не знам, на нови гребла и така. Да, во каков свет или во какво Скопје сака да живее Јасмина Симоновиќ? Се разбира во чиста околина, здрав град. Значи тоа мораме да го создадеме тоа за нашите генерации што доаѓаат. И мора институциите сериозно да се погрижат и да се фатат за работа. А не само Значи, згради. Наникнуваат згради, трговски центри, катни гаражи. Не дека не треба да се разбираме, катните гаражи посебно. Да, катни Затоа гаражи што имаме постојано проблем точно со така, паркирање во требаат, Скопје, точно. да, требаат. Но згради, што правиме со оволку згради? Се угушивме. Урбаната Немаме мафија воздух. веќе долг период, како се вика, е во градот, така да... Да, но знаете како, во Немам, секоја... Знаете како, јас во Црниче си велам, па не знам, можеби секој момент очекувам да се сруши тоа од озгора што го градат. Да. Сам, тоа е страшно, јас не знам, меѓутоа за тоа си се одговорни општините, има институции Така. и треба да го решат. Треба што повеќе зеленило, треба што повеќе дрва. Еве сега некој имаше постирано исто така во групата, значи едно дрво што значи за околината. Ме разбирате? Меѓутоа кај нас се помалце дрва, се повеќе згради. Да. И во предизборието обично оди вака, дека ќе веруваме дека нели ќе ги исполнат сите тие ветувања, а најчесто е тоа. Ќе го решиме аерозагадувањето и некако после тоа проблемите остануваат последни на редот на справување со сите оние останати проблеми што ги имаме. Јас не верувам на тие ветувања. Па така велат институциите. Они така велат, меѓутоа така оставаат впечаток, нели дека решавањето на проблемите во врска со аерозагадувањето е некаде на почеток, кога е предизбори, а после тоа некаде на крајот на решавањето на проблемите. Да, како што се случи и сега. Така? Да. Значи, единствено морам еве да кажам дека председателот Пендаровски пројави еден интерес, заради тоа беше свикан советот за прв пат во живот е свикан совет на безбедност. Тоа беше како координативна седница, точно така, одевме ние на неколку средби. Односно презентација на проблемите. Не видовме конкретни Па тој решенија. нема ингеренции, морам да ви кажам, меѓутоа знаете како го поттикна проблемот, значи овие што се надлежни да почнат да го решаваат. Да, апсолутно се согласуваме дека И не треба да верувам, биде знаете, дел од на која национална причина на безбедност. изборните ветувања. Значи, од самото осамостојување на Македонија, например, проблемот со ОХИС, сите го ветуваат, бидејќи во мојата општина, ете така, ми дојде да го потенцирам, меѓутоа никој не го реши. А тоа е, верувајте, навистина многу голем проблем со тој линдан во ОХИС. Да, Сузана, јас уште многу би Јасмина. зборувала на... се извинувам, И јас би зборувала. Да, се извинувам. Верете, нема проблем. Не знам Сузана од каде ми излезе, се извинувам. Јасмина, за оваа тема нема крај, да, би зборувале и понатаму, секако и повторно ќе ни бидат гости, зашто да не. Да, Сакаме имаме ние. да ги
Секако, Можеме и екоактивистите се А, секогаш. Точно така. Да, за поддршка, за поттик, за сето она што ја подигнува свесноста на граѓаните. Да кажеме, во недела каде ќе чистите, можеби некој сака да ви се приклучи. Значи, немаме конкретна локација за во Добре. недела. За недела немаме конкретна локација. Еве следно на кој ќе се ние, бидејќи ние сега повторно се екипираме пред нели тој мораториум што го дадовме до изборите, дека нема да чистиме, меѓутоа ние само иницијативно ви велам си чистиме, А сега чекате се што? организираат, И после тоа? чекаме изборите, нели чек. институциите нека си го решаваат тоа. Меѓутоа не мируваме, ние во секој случај чистиме. Ги подсетувате Ги дека подсетуваме треба. така. Сега си се екипираме повторно. Значи еве да спомнам дека децата од Сивус го средуваат нашиот сајт Не биди ѓубре, ќе бидеме активни кај и на многу фина, нели повторно да почнеме да работиме. Една порака ќе испратам, бидејќи сите ние сакаме да живееме во чиста, здрава околина. Еве, во ова предизборие, на тие митинзи што ќе ги прават партиите, половина час нека одвојат Да зачистат. и нека зачистат барем после митингот, затоа што знаете со што се соочуваме. Или нека направат една акција. Зошто да не? Наместо митинг нека се направи акција. Мислите дека ќе се оствари? Па не мислам. Но добро. Да се каже. Меѓутоа еве да им кажеме, да им порачаме предложиме. дека така да им предложиме со еден предложиме предлог, да- точно така. Заметат после митинзите. После митинците да заметат, точно така. Да бидат не инертни, не зачмајани, не Така, неодговорни, нека ни туку покажат да покажат точно дека така, навистина на ќе дело. бидат одговорни. Одговорни, Ето, така е. Ви благодарам Јасмина Симоновиќ од Молам, граѓанската благодарам на иницијатива- поканата. Иницијатива Не биди ѓубре. Секако добре дојдени сте повторно, ќе ги поддржуваме вашите еко акции и повик до сите вас што гледате ТВ Алфа. Не бидете ѓубре, чистете околу себе, за да имаме чиста и здрава околина за Придружувајте се живење. на акциите на Не биди ѓубре. Следете ја групата. Така. Ова кратка пауза и се враќаме во студиото на ТВ Алфа и односно треба да ги погледнеме и фреш вестите. Бидете заедно со нас.